Тетовци продолжуваат да ја негуваат својата чешетна традиција на славење на Бадник. Дечињата уште од попладнето, пејќи ја песната Бадњабаба, одеа низ домовите, навестувајќи ја веста за Христовото раѓање. Ако нема колачиња, нека даде паричиња. Ако нема паричиња, нека даде се што има. Бадњабаба. Синоќа немаше мало без запален оган, постна трпе за музика. Тетовци се радуваа будни до доцна во ноќта, исчекувајќи го големиот христијански празник Божиќ. Палимо оѓен, носимо ракија, носимо вино, носимо постна сарма, носимо риба и оваа традиција ја одржаваме више, преку 20-30 години може. Иако е многу ладно, и иако сме многу мал број во ова наше мало, сепак наоѓаме сили и средства да го одбележиме овој ден скромно со нашите деца и со нашите пријатели. Го одбележуваме на ваков начин, со палење на оѓен, со собирање на комшиите, на пријатели и другари. И се надевам дека ми сме по одмакли години и гледам дека има овде доста млади и младите ќе го продолжа нашата традиција што сме ја почнали ние. Она што е највпечатливо во одбележувањето на Бадник е маскирањето. Тетовци, и млади и стари, со најразлични маски продефилираа низ тетовските улици. Јас мислам дека овој маскенбал е традиционален што го значува нашиот град Тетово и мислам дека треба да се негува и да се продолжи понатаму. Ова треба традиција да остане стално за цел живот. Најубав празник ни е Бадник, значи препрепревање од старата година да преидеме во новата година и сите сме среќни, насмејани, весели, расположени. Иако градот се уште нема стратегија како за овој маскенбал и специфичен начин на чествување на Бадник да се слушне и многу пошироко, сепак традицијата обстојува со години и се пренесува од генерација на генерација. Бадник е еден од најубавите и највеселите денови, ден кога се радуваат сите тетовци, од млади до стари. Велат дека овој празник не се раскажува, туку треба да се доживее.